Овој автопат со години беше символ на неисполнети ветувања. Речиси секоја влада го најавуваше. Секоја пред избори ветуваше дека токму таа ќе го изгради, а одредени политички партии со години се удираа во гради и зборуваа дека токму тие најмногу се грижат за овој дел од државата. На крајот сето тоа остана само празни зборови, по неколку купени парцели на трасата на нова делница од овој автопат од одредени лица со сомнителна позадина и лица кои што се поврзуваат со некои политички партии. Сето остана само на ветувања за жал. Денес разликата е јасна и видлива. Наместо нови ветувања имаме обезбедени средства, подпишани договори, избран изведувач и започната реализација. Обезбедивме 167 милиони. Ова е одличен проект за земјата, затоа што ја подобрува регионалната поврзаност, особено со Косово, а го поддржува економскиот раст, а тоа е навистина мощна важно, особено за создавањето работни места. Откако проектот ќе биде завршен, ќе нуди побезбедна поврзаност со границата со Косово, ќе го намали времето потрошено на патување, а и ќе ги приближи граѓаните од двете страни на границите. Морам да кажам и да додадам дека ние сме вклучени во ова од самиот почеток. Пред неколку години помогнавме со физибилити студии, со проектирање, со техничка подготовка. Ова е конкретна реализација на визијата која што премиерот Христијан Мицкоски ја постави кога беше формирана оваа влада во 2024 година, а тоа е нашата држава да искористи својата стратешка позиција како раскрсница на Балканот, каде што се пресекуваат два паневропски коридори, коридорот 10, север-југ и коридорот 8, исток-запад, и на нив да се надоврзуваат и останатите коридори. Парите за грантот се од рамката за инвестиции на ЕУ за Западен Балкан. Грантот е 30,8 милиони евра, а кредитот, тоа е заемот, е 167,6 милиони евра. Со ова се комплетира финансиската конструкција за изведба на автопатот Скопје-Блаце, Скопје од Клучката кај Стенковец на заобиколницата до Блаце, тоа е границата со Косово.